Првиот тим од лекари специјалисти од Скопје, како што претходно беше најавено од Министерството за здравство, дојдоа на помош на своите колеги во општата болница со проширена дејност во Кочани. Лекарите од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија Карил, градската општа болница 8 септември, болницата Свети Наум Охридски и од клиниката за токсикологија ќе спроведуваат евалуацијата на здравствената состојба на повредените од пожарот во клубот Пулс, за да се утврдат потребите за лекување и помагала. Предходно од Фондот за здравствено осигурување беше упатен повик до сите повредени до крајот на оваа недела да се јават во Кочанската болница за да бидат вклучени во евалуацијата. Од општата болница информираа дека најголем проблем им е недостигот од здравствен персонал, главно медицински сестри. Најмногу што сега во моментот ни треба на нас е персонал. Отинели ме прашавте за бројот на пациентите, реално имаме многу медицински сестри кои што заминаа во пензија. Имаме нели ние доктори, во моментот ни требаат повеќе медицински сестри за да може реално се изморени. Значи од таа гледна точка. Потребно ни е барем еден или два уште медицински тип за медицинска рехабилитација. Тоа е во моментот најбитното. Значи реквизитите ги имаме. Видовте дека имаме и специјално табла донирана од Зеген и фондацијата нивна, така да треба затоа што самиот персонал е изморен. Значи они се тука. Значи тука се остануваат и после работно време во зависност на пациентите кога им треба, така да едноставно ни треба кадар кој што ќе ни помогне во овој период дека трае рехабилитацијата. Тоа рехабилитацијата не е нешто што ќе се заврши за 10 дена. Таа ќе продолжи понатаму. Тука нели ќе го спомнам и психолошкиот момент. Затоа што идат и психијатри, и психолози од клиника психијатрија во Центарот за ментално здравје. Ние имаме 20 психијатри и еден психолог. Дополнително имаме подпишено меморандуми со Хера и нивните психолози се тука, така да едноставно треба и малце да се охрабрат пациентите да доаѓаат, затоа што одењето на психијатар и психолог е табу тема во Македонија. Во функција наскоро ќе се стави и хипербарната комора за која се чека 20 здравствени работници да добијат соодветен сертификат за ракување. Има обука на 20 медицински здравствени работници кои што ќе одат и веќе ќе ги донесат сертификатите. Инаку што се однесува за хипербарната комора, сепак треба и докторите кои што го вршат третманот, дали хируршки, дали физикален, тука се вклучува и интернисто за да видат дали може да влезат во хипербарната капсула. Сепак они треба да решат кој може да влезе и кога да влезе. Во текот на вчерашниот ден имавме контакт со Министерството за здравство, кој што рекоа дека има веќе обучен кадар на клиниката за пластична хирургија, така да во текот на денешниот ден ќе дополнително ќе имаме контакт за да видиме како понатаму. За условите во кои се спроведуваат третманите свој став искажа и здравствените работници и повредените. Ние сме тројца што бевме на обука. И на сите тројца ни се паѓат дневно по 11-12 зависно. Кога ќе постигнат одреден резултат, им се препорачува преку еден ден, за да може да дојдат на ред и други пациенти што воопшто немат дојдено на физикална. Ако се почувствуваат веќе подобри, да веќе се санирани контрактурите, да почнат да функционират нормално, се доаѓа 3 пати неделно. Најчесто се повеќето од нив со контрактури на сите зглобови. Тоа е резултат на долгата имобилизација, недвижење и лежење во кревет. Не можеа да ги користат прстите за основни работи. Нашата цел е да ги вратиме во нормалниот тек на живење, да можат да функционират самостално, да се исхрануваат, да се облекуваат и да си ги работат секојдневните активности како што е сегашниот пациент вработен. Имаме студенти што треба да се вратат во школските клупи, ученици и нашата цел е да ги раздвижиме нивните зглобови и се бореме против контрактурите. Веќе ми е 10-ти ден денеска како сум на физикална и секој ден иде подобро. Дојдовме со контрактури на раците, не можеше да ги мрдаме добро, сега веќе има доста напредок на вежбањето. Бев во Белград 41 ден, десната рака ми е со трансплантација од самите почетоци на прстите па догоре, левата имам само на прстите, направена трансплантација. Докторите са добри, а условите са
на минимум. Во моментот 40 пациенти добиваат физикална терапија, а уште 70 повредени со изгореници секојдневно доаѓаат на преврски во општата болница во Кочани. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.